Председателот на Црна Гора Јаков Милатовиќ денеска порача дека неговата земја силно ја поддржува европската перспектива на Македонија, во време кога Црна Гора за себе си има зацртана амбициозна, но стварлива цел да стане членка на Европската унија до 2028 година. Како земја предводничка во преговорите со Европската унија, Црна Гора силно го поддржува европскиот пат на Македонија. Оваа држава вова секогаш ќе има голем сојузник и поддршка. Црна Гора си постави амбициозна цел, но сметаме дека е остварлива да станеме членка на Европската унија и да покажеме дека европската перспектива не е само сон, туку и реалност, истакна Милатовиќ на заедничката пресконференција со македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова. Председателот Милатовиќ ја оцени билатералната соработка како многу силна и пријателска, потенцирајќи дека ја посетува Македонија како пријател, дури и како брат. Додаде дека регионалната соработка е клучна, особено наспроти негативните трендови во Западниот Балкан и дека двата народи ги поврзуваат искрено пријателство, взаемна почит и посветеност кон европските вредности. Нашите односи се пример за добрососедска соработка во регионот. Го цениме фактот што Македонија беше меѓу првите земји што ја призна независноста на Црна Гора. Председателот посочи дека економската соработка меѓу двете земји се уште е под потенцијалот, со трговска размена од околу 60 милиони евра, што може да се зголеми на барем 100 милиони евра преку заеднички иницијатива. Тој најави средба со бизнис заедницата и разгледување на воспоставување авионска линија меѓу Подгорица и Скопје. Председателката Силјановска-Давкова изрази жалење што е откажан самитот Брдо Бриони, но нагласи дека регионалната соработка не е само обврска, туку и право и императив на Западен Балкан. Нашето разбирање побрзо ќе не одведе до Европската унија ако нема подготвеност за соработка. Сами си го отежнуваме патот до членството, рече таа. Двајцата председатели истакнаа дека е неопходна брза реинтеграција на регионот на Западен Балкан во Европската унија, со оглед на високите безбедносни ризици предизвикани од актуелните случувања.